Toyota има силно портфолио на кросовери и на спортско корисни возила, но и тешки теренци. Во сегментот Б пред 15 на години се појави Urban Cruiser модел кој не помина најдобро на пазарот. Но Toyota не би била Toyota доколку не би ги исправала своите грешки. А тоа го направи со новиот дериват на Yaris, наречен Yaris Cross. Применета е старата формула. Издигната каросерија и изглед на предницата кој соодействува со донаторот, со класичниот Yaris. Но направени се адекватни измени за да Yaris Cross одговори на предизвиците на конкуренцијата која е навистина густа во овој сегмент. Покрај подигнувањето на каросеријата додадени се и елементи кои асоцираат на кросоверската ориентираност на овој модел. На истото меѓуоскино растојание целата каросерија е продолжена за 24 сантиметри, од што профитира не само патничката кабина, туку и багажниот простор. Првото што се забележува при влегувањето во внатрешноста е дека вратата не се отвора доволно широко. Но кога ќе се сместите на задната клупа се чувствува бенефитот од зголемените пропорции на Yaris Cross. Има доволно простор за главите, има колку толку добар простор и за колената, но кога ќе се сместите на седиштето, навистина се чувствувате удобно. Може би атмосферата на темните тапацири и темните пластики ја прават малку атмосферата по пригушена. Сепак, на задната клупа ретко кој седи, барем во денешни услови, а за деца има доволно простор. Сепак, повеќето од нас се заинтересирани што пружа Toyota Yaris Cross на возачката позиција. И веднаш со будењето на автомобилот се гледа дека Toyota се држи до своите основни постулати. А тоа е, според новата дизајнерска филозофија, поскулптурална внатрешност која веднаш се забележува со централната конзола, но и употребата на електрониката. Пред возачот се дигитално организирани инструменти, а на централната конзола на врвот има монитор кој е во еден дух на класиката. Распоредот на инструментите е ергономски, а се забележува веднаш дека воланот е преоптеретен со копчиња кои имаат апликативна функција, но сепак ќе ве натераат да го тргнете погледот од патот. Сепак, Toyota направи одлична ергономија во внатрешноста која кореспондира со атрактивниот надворешен дизајн. Оваа ергономија се забележува и со местата кои се предвидени да се остават телефони или пак дребули во внатрешноста. Погодениот дизајн и на интериерот и на екстериерот, како и добрата опременост, дури и во почетниот модел, укажуваат дека Toyota е на еден нов курс, кој резултира и со зголемена продажба. Тоа секако се должи и на погонот кој го има Yaris Cross. Се наоѓаме во возило кое е задвижувано без хибрид. Има 3-цилиндричен 1,5 литрен атмосферски бензински мотор кој би требало со своите 125 конски сили да пружи добар динамичен впечаток. Yaris Cross е конструиран да се ужива во возењето.
Тој е повисок од класичниот Јарис, но е конструиран да издржи и малце поголеми оптоварувања. Зборам на оптоварувања кога се вози во свиоци. Како што реков, тој е повисок, но сепак пружа една агилност дури се вози низ свиоци, бидејќи каросеријата, како и подвозјето, дозволуваат малку да бидете и погруби отколку што дозволуваат конкурентите во овој сегмент. Тој има погон само на предните тркала и нема потреба од погон на сите тркала. Оваа констелација што денеска ја возиме нема хибриден погон, кој е препознатлив за Toyota, но сепак 1,5 литрениот трицилиндричен мотор многу добро е избалансиран во своето работење заедно со 6-степениот мануелен менувач. Оваа комбинација мене многу ми се допаѓа, бидејќи ја немате типичната бучавост која доаѓа во комбинација со CVT менувачот кој е резервиран само за хибридните изведби. Едноставно, возењето може да биде линеарно и имате секогаш јасна представа како се однесува и подвозјето, но и каросеријата. Удобноста е исто така добро изразена додека престојувате на возачкото седиште. Седечката позиција е висока и ви возможува добра прегледност на патот и околината. Не може да се каже дека Toyota Yaris Cross е пргав автомобил. Тој не е направен за да лудувате со него. Тој е конструиран да уживате во возењето. И се разбира, во тоа уживање да биде истакната економичноста. Со овој автомобил поминав повеќе од 700 километри и забележав просечна потрошувачка од 6,5 литри на изминати 100 километри, што е многу добар податок доколку се земе во предвид дека нема никаква помош од струјата. Сепак Yaris Cross припаѓа во Б сегментот на кросовери и ги има сите недостатоци кои се јавуваат кај оваа класа на возила. Не е проблем ниту просторноста, но сепак се чувствува отсуство на звучна изолација. Трицилиндерскиот мотор, како што реков, многу добро работи, но неговиот типичен звук може лесно да продира низ кабината. Она што е по теркот на старото школо, а во многу нешта Toyota го употребува старото школо, е што има симбиоза и на модерна електроника, но и на класични прекинувачи кои се задолжени за некои функции на возилото, како што се грејењето на седиштата. Сумирано речено, целата атмосфера е повеќе од прифатлива и дава едно пријатно чувство кога се наоѓате во кабината. За цена од 23.900 евра, Yaris Cross нуди фер однос на цената со добиеното. Секако дека е за пофалба и 10 годишната гаранција која Toyota ја пружа на сите делови и склопки на автомобилот. Во време кога возилата се можеби и нерационално скапи, Yaris Cross покажува дека за една колку толку пристапна цена можете да добиете возило кое вреди за парите. Тоа беше се за денешното издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена. До гледање.